Некој почнува септември, октомври. Тоа е најдобро период. Ова е најдобро период. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, прво благодарам до медиумите што дојдовте овде на оваа значајна делница за Република Македонија. Денеска, заедно со министрите за транспорт и врски и за земјоделство и шумарство и водостопанство, господинот Горан Сугаревски и Лјупче Николовски, како и со директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов, но и придружени со градоначалниците на Ранковце, на Куманово, на Кратово и Крива Паланка представниците, го означуваме стартот на градежните работи за изградба на експресниот пат од Куманово до границата со Република Бугарија, односно делницата Ранковце Крива Паланка. Изведувачи на оваа делница се македонската најголема компанија Гранит, заедно со Бетон, која што исто така голема македонска компанија, и Тирена Скави од Италија. Делницата ќе биде долга 23 км, а широка 12,5 метри. Изградбата ќе се одвива во две фази, а вредноста на инвестицијата ќе изнесува повеќе од 58 милиони евра. Дополнително, на почетокот на следната година очекуваме да започне доградба на една коловозна лента на државниот пат Крива Паланка ДВ Баир во должина од 13 км. Почитувани граѓани, обезбедуваме квалитетни услуги блиску до вас. Градиме патна инфраструктура за да го развиеме овој дел од Македонија, но и да обезбедиме услови за движење на граѓаните налик на европските стандарди. Остануваме посветени на реализацијата и изградбата на капиталните инфраструктурни проекти кои ќе овозможат брз и безбеден транспорт на стоки и услуги. Обезбедивме 270 милиони евра за изградба и реконструкција на патна инфраструктура во должина од околу 800 километри. Во моментот се одвиваат паралелно и градижни активности за реконструкција на автопатите Скопје-Тетово и Кичево-Охрид. Понатаму во процес на изработка е проектот за изградба на автопатот Кичево-Гостивар. Заедно со автопатот Кичево-Охрид, овој месец исто така подготвуваме, ќе се распише и тендер за изработка на проект за проширување на автопатот Гостивар-Тетово. А планирана е реконструкција дури и на патната делница Струга-Ќафасан. Со изградбата на патот на кој што сме денес од Ранковце до Крива Паланка и понатаму до граничниот премин ДВ Баир, сакам да потенцирам дека ја комплетираме изградбата на коридорот 8, односно од Ќафасан граничниот премин преку Струга, Кичево, Гостивар, Тетово, Скопје, Куманово, Ранковце, Крива Паланка до ДВ Баир. Тоа е коридорот 8 кој што поминува во Република Македонија, кој што е многу значаен. Токму овој коридор ги поврзува Црното и Јадранското море. Тој има многу важна улога во забрзувањето на економскиот сеопшт раст во државата, а сигурен сум дека ќе ги унапреди и севкупните релации меѓу земјите од овој регион. Да напоменам, коридорот 10 е целосно комплетиран и готов, со коридорот 8 буквално Македонија ќе биде целосно автопатски поврзана. Затоа ве уверувам дека нема да застанеме, напротив, уште поенергично продолжуваме да работиме на реализација на овие значајни проекти за нашите граѓани. На јавното предпријатие за државни пратишта, на Гранит, Бетон, како и на италијанскиот изведувач овде, им посакувам успешна работа и нека им е со лесно. Благодарам.